Дами и господа, отварам првото продолжение на четвртата седница на анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето. Значи продолжуваме со работата по четвртата седница и преминуваме на точка по усвоениот дневен ред. Формирање на работни групи за посета на институции поврзани со работата на комисијата согласно планот за работа на анкетната комисија за скандалот за прислушкувањето. На денешната координација усогласивме дека ќе биде потребно заради целисходно извршување на работата на анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето да формираме две работни групи, кои што две работни групи ќе се поделат во институциите согласно планот за работа. Едната работна група ќе има за цел да ги посети повеќе техничките институции во смисол на оние кои што располагаат со технологија за прислушкувањето и системите за прислушкување, како и телефонските оператори. Втората работна група ќе биде работна група која што ќе ги посети институциите, кои што институции работат и имаат предмети на работа од сферата на скандалот со прислушкувањето во смисол на веќе воспоставени предмети или превземање на било какви други действија по однос на овие на оваа тема. Бидејќи имаме усогласеност, дали има некој против ваквиот распоред или редослед на формирање на работните групи? Дали некој бара збор? Поверете, господин Милошевски. Може само еден предлог, овие работни групи да ги екипираме персонално, односно пратеничките групи кои што имаат по парен број на пратеници да распоредат поеднаков број на пратеници во првата или во втората работна група. Оние пратенички групи или членови на анкетната комисија кои што се како поединци тука представени, тогаш тие да во координација со вас и со сите нас да одберат во која работна група да во едната или во другата би членувале и да можат тие работни групи веќе да почнат да закажуваат одредена комуникација, средби, добивање на документација или слично. Благодарам. Јас добивам впечаток дека многу бавно се движиме, се губи непотребно време, се прва, втора, па се закажува на кога ќе отидеме, па тие да ни дадат. Мислам дека тука треба една подобра динамика. Институциите се должни кога ќе им се обратат пратениците да обезбедат услови. Не мора да не пречекаат првите луѓе, има таму луѓе кои што се одредени за тоа. И затоа ве молам, мислам дека некаде од 23-24, па потоа ќе речете католички Божик, па потоа ќе дојде нова година и така некако си поминува времето. И втората работа, мислам дека треба малку да побрзо да оди оваа агенда. И втора уште една забелешка, сега слушам дека веќе спомнувате втора тура. Мислам дека не колега, значи ве молам, втора тура на сведоци. Мислам дека предлагањето на според деловникот и според ова како што се договоривме, утре ли ќе биде? Не завршуваме. Секој може да предлага, листи, уште додека трае расправата. Талат, јас до ден денеска, деловникот, јас до ден денеска не добив известување дали имам право да предложам и затоа чекав да бидам известена од председателот. Не сум известена и може би јас имав во првата тура да предложам некој, затоа што деловникот дава можност да се предлага. Ако немам право, сакам да знам понатаму како да се поставам. Тоа ми беше прашањето. Тоа, во таа насока, еве велите, завршува првото. И уште нешто, сега на 17 завршува, па новото пријавување, па пак чекање, кога председателе ќе почнеме со сослушување на следните сведоци? На 28? На почетокот на седницава се обидов накратко да ви објаснам како ќе биде текот на денешната седница, како што е договорена координација.
Не знам зашто не ме разбравте. Дообјаснивме после тоа понатаму. Број 1, број 2. Согласно значи не ве квалификував, господјо. Значи во ред се дообјаснуваме бидејќи има потреба, осеќате потреба дека треба да се дообјасниме, се трудам да дообјаснувам колку што е можно по адекватно. Воколку согласно деловникот, до сите лица или институции за кои што ние се обраќаме писмено, треба да им дадеме период од 2 работни дена, да истите ни достават одговор. 2 работни дена се четврток и петок, затоа констатиравме дека до понеделник, како последен рок, треба да ни се достави. Не можам да избегам од тие одредби. Не им даваме премногу, значи таа е динамиката. Ќе утврдиме листа на 17. Во разговор ви кажавме дека немаме проблем и вие да може да поднесете листа на сведоци. Совршено немаме проблем. Значи, и јас, како и вие, мислам и мислев, или мислев, како сакате, така кажете, дека анкетната комисија е таа која што треба да ги определува роковите. Меѓутоа, заземавме овдека определен став, кој што согласно деловникот можеше да направи или прави проблем во редоследот на сослушување на сведоците. И сега тој принцип ќе треба да го додоговориме по завршувањето на денешната седница. Дали ќе им дадеме фиксни датуми, дали ќе им дадеме, дали ќе го продолжиме со восстановениот принцип. Јас се потрудив да дадам фиксни датуми на почетокот на работата на оваа комисија, очигледно дека тоа не најде на добар прием. Затоа не можам да прифатам дека не се движиме доволно брзо во нашата работа. Не можам, меѓутоа да не навлегуваме сега во непотребна расправа. Значи, од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН е известен сум дека кога ќе донесеме одлуката за формирање на работните групи, имаме во предвид дека еден од членовите на ВМРО ДПМН можно е во периодот пред да заврши со работата, известно е всушност дека пред да заврши работата анкетната комисија ќе биде именуван на друга функција и затоа договоривме да ставиме една завршна одредба во која што ќе се каже дека во случај да биде избран друг член на анкетната комисија на било кој персонален состав, новоизбраниот ќе го заземе местото во работните групи и тела. Тоа ни е како правна регулатива. Во делот кој што се однесува на посета на техничките институции како што е Управата за безбедност и контрразузнавање, Агенцијата за разузнавање, телекомуникацијските оператори, Царинската управа, ВМРО ДПМН ги предлага господја Силвана Вонева, господин Крсто Муковски, господја Лиljana Затуровска, господин Павле Саздов. Социјалдемократскиот сојуз ги предлага господата Тунтев и Ковачевски, Еју Рустеми од страна на ДУИ. Ке ве молам да се произнесете, господин Ерна Фейзулова ќе биде во оваа група. Автоматски во втората група која што ќе прави посета на или ќе поднесе извештај за работата на основното и републичкото јавно обвинителство, специјалниот јавен обвинител, АЕК и слични кои што обработуваат Министерството за внатрешни, кои што обработуваат правна проблематика. Од страна на ВМРО ДПМН се предложени господја Владанка Авировиќ, господин Антонио Милошовски, господин Димитар Севанаджија, господја Магдалена Манаскова, господин Мисовски и Шилегов од Социјалдемократскиот сојуз, Талат Џафери и претпоставам господја Роза Кузовска-Каровска. Вака предложените персонални работни групи ги ставам на гласање, ќе молам да се произнесете кој е за. Констатирам дека анкетната комисија едногласно го усвои составот и делокругот на работа на работните групи. Ги задолжувам службата на анкетната комисија да изготви писмено известување до наведените институции за термините
кои што ги наведовме, во колку сте согласни, предлагам да донесеме и заклучок во ваква смисла, дека работните групи ќе остварат работни посети, контакти и средби со надлежните институции наведени во планот за работа согласно персоналниот состав. Работните групи не се самостојни тела. Единствено тело е анкетната комисија. Целата документација која што доаѓа не оди кај работната група, туку доаѓа кај анкетната комисија. Согласно нашиот деловник од анкетна комисија, јас сум должен во рок од 2 дена од моментот кога ќе ја примам документацијата да ја доставам до сите членови на анкетната комисија. Затоа сметам дека вашата забелешка која што е во кооперативна функција е на место, меѓутоа е веќе уредена како таква и нема потреба да носиме посебен заклучок. Бидејќи, на пример, ќе земам Управата за безбедност и контраразузнавање ќе достави определен извештај, не го доставува до работната група, го доставува до анкетната комисија и јас како нејзин претседател сум должен на вас како членови таа документација во рок од 2 дена да ви ја доставам. Така што било која документација што ќе дојде до анкетната комисија, најдоцна во рок од 2 дена ќе биде до членовите на анкетната комисија доставена.